Почитувани присутни, почитувани медиуми. Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, Службен весник на Република Македонија број 5/02, Службен весник на Република Македонија број 202/24, член 15 од Статутот на општина Росман и член 58 став 1 од Деловникот на Совет на општина Росман. Службен гласник на општина Росман број 7/06, председателот на Совет на општина Росман донесува решение за свикување 10-та седница на Совет на општина Росман. Ја свикувам 10-та седница на Совет на општина Росман на ден 29.4.2026 година. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Совет на општина Росман го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, дали некој бара збор во врска со записникот одржан на 9-та воредна седница на Совет одржан на ден 30.3.2026 година. Дали некој бара збор по однос на записникот? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Дневниот ред гласи: прва точка, квартален извештај. 1 за извршување на буџетот на општина Росман за извештаен период 1.1.2026 до 31.3.2026 година. Втора точка, годишен план за вработување на ООУ Пере Тожев Росман за 2027 година број 01-74/1 од 4.3.2026 година. Трета точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлука за основање на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Четврта точка, предлог програма за дополна на програмата за финансирање на изработка за урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2026 година. 4.1 Иницијатива за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела 1 со намена Б15 ресторани на КП број 502/1 КО Крушевица, општина Росман, архивски број 12-584/1 од 17.7.2025 година, поднесена од страна на Гоце Јовановски од Росман. Точка 4.2 Иницијатива за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Г2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и помалку загадувачки постројки за производство на енергија, производство на машини за земјоделство и шумарство на катастарска парцела број 2391 КО Росман, општина Росман, архивски број 12-585/1 од 21.7.2025 година, поднесена од страна на Николов Дејан од Росман. Пета точка, предлог одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво на општина Росман. Шеста точка, предлог одлука за примање донација специјално возило од општина Кавадарци. Седма точка, предлог одлука за сопствено учество на општина Росман за финансирање заради софинансирање заради обезбедување одржливост на регионален советувалиштен центар, женски центар Кавадарци. Осма точка, предлог одлука за именување на членови на управен одбор ЈПКД Росман. Девета точка, предлог заклучок. 10 точка, предлог одлука за распишување на повторен јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЈПКД Росман. 11 точка, предлог решение за формирање на комисија за селекција на избор на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД Росман. Извештај од Комисија за образование, култура, спорт и обележување на празници и манифестации од седмицата одржана на 23.4.2026 година. 12 точка, предлог програма за обележување на манифестација Духовден фест Праскобер 2026 година. 13 точка, предлог одлука за продолжување на работно време на угостителски објекти во општина Росман. Извештај од Комисија за финансии и буџет од одржаната седница на ден 16.4.2026 година. 14 точка, разгледување на барања од физички и правни лица. Дали некој бара измени на дополнување на дневниот ред? Доколку никој не бара измени на дополнување, дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема.
Прва точка. Квартален извештај 1 за извршување на буџетот на општина Росома за извештаен период од 1.1.2026 до 31.3.2026 година. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Повели колега Ристо. Поштовани началник, поштовани председател, поштовани колеги советници, поштовани гледачи на КТВ телевизија. Јас имам неколку точки што ќе пробарам градоначалникот да ми ги објасни по оваа работа. Трансфери при пензионирање, тука тоа имаш и други трансфери. Тоа да го објасни градоначалникот што се тие други трансфери, ќе што има потрошено малце повише, 3% е повише пари. Договорни услуги има 2 милиона и 17 денари, 460 денари трошени. Превремени вработување ќе го активириме. И ова што е други градежни објекти. Тоа да ми објасна зашто се работи тука. Ова што изградба за капацитет за водоснабдување, дали се тоа одобрени средства или се само така се планира. На две места има купување на мебел и купување на друг мебел по 25.000. И тука гледам по проценти, като началник нашо и да реков на некој пат дека треба повише дојдете за Скопје и да барате повише пари од централната власт, каде што сте вие и еден од добрите членови во ВМРО. И треба да барате повише работа за општината, кога сте многу слаб во тој дел на проценти. Значи, ја мислам дека комуналното повише има од вас извршено работи, а кај вас се слаби процентуално работите како градоначалник. Благодарам. Јас на кратко после финанси. Почитуван советниче, во делот на ставките кои што разговарате, ќе ви образложе Бранкица од одделението за финанси, од делот на политичките говори, ќе кажа некој збора, не знам кај се барат пари од Скопје. Кај премиерот не знам. Се објавуваат по јавни повици, секаде кај што објавен јавен повик, општина Росома аплицира и доби повик. Биро за регионален развој, диспаритетите од локална самоуправа, воедно проектот од влада кој што има 30 милиони, а во однос на што го темелите дека послабо работиме? Процентите тука се напишани. Од лани првиот квартален извештај покажува 5 милиона зголемени приходи и 5 милиона зголемени расходи од ланската 2025 према 2026 година. Така да бележиме огромен напредок према лани. Така да е во првиот квартал и друго, преска во комуникација, првиот квартал за прв пат мислам последните 10 години е доставен во месец април за потрошени средства до месец март. Вие бевте советници, знаете дека ланската, поланската година, прв квартал се доставуваше во септември. Благодарам. Благодарам. Повели. Сакам да одговорам на прашањето на советникот Ристо Јошев. 464.990, така ли ми рече дека има многу потрошени пари? Вие кварталниот извештај што го имате збирно за сите програми што ги имаме ние во општина Росома. Тука спаѓат и изборните активности, значи 2 милиони и 100.000 денари ни коштаа на само изборите. Значи од тоа конто 464.990 се исплаќат и изборите, фактички членовите, сите што биле значи на терен за време на изборите. Остатокот е некои трансфери што ги правиме тековни, како на пример пожарните што ги плаќаме во Каватарци. А најголемиот износ отиде на изборите. Кој друго конто ми беше? Ова купување на мебел. Купување на мебел? 483. Столицата ги набавиме ние за во кабинетот на градоначалникот, нешто набавено нови компјутери. Добро, а други градежни објекти 482? Добро.
Тековни трошоци плаќаме, значи тоа се 482.920 зборуваш, така? Да. 137.000 денара се потрошени. Мислам дека не е ништо спорно. Ваша изгледа на процедура за водоснабдување. Дали се работи за системот што е горна Крушевица, планирано или за нешто друго? За кој конто ми зборуваш? Водоснабдување на кој конто беше само да видам? Изгледа на процедура 482, 720, горе 3 на 482. 480 купување на опрема и машини. 30 смитат е страни. Изгледа на капацитет за водоснабдување, така ли? Да, тоа е доле за водоснабдување. Нема реализација. Нема значи 482.720 нема реализација, пошто чекаме средства да не ги пуштат од Министерството. Тука се расчленети, има повеќе програми, значи посебна програма има за патишта, изградба на патишта во Росуман, реконструкција, нели, ова како се викаше во местноста Бавчите, значи сите се водат на тоа конто, само се различна програма. И се тука вие не можете да ги видите како е трошењето, пошто е исто конто, а различна програма. Затоа така тебе ти изгледа малце непрегледно, мислам и непрегледно е тука, значи 6.644 значи се платени од тоа конто, од кој што се расчленети во повеќе програми. Има програма за изградба прва времена ситуација за Бавчите, се чека втора времена ситуација и завршила да се исплати, чекаме средствата од животна средина. За одводнувањето во Бавчите, да. И 425 мислам дека праша за договорните услуги 300.000 денара се исплатени од таму. Тоа се значи луѓето што ги ангажираме, значи урбанисти, градежни лица што работат за нас и тоа е тоа. Ви благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, прва точка од дневниот ред е ставено усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани 7 за, воздржани 20. Констатирам дека точката е усвоена. Втора точка. Годишен план за вработување на ООУ Пере Тошев Росума за 2027 година, број 0174/1 од 4.3.2026 година. Дали некој бар разбор по однос на оваа точка? Повеќе. Почитувани градоначалник, почитувани колеги советници, почитувана јавност, го слушам Джеми кажува дека нема ништо, значи ова планот за вработување е законска обврска на сите институции да го приложат во неколку институции. Прва инстанца е Совет на општина Росуман, Министерство за образование и наука и Министерство за информатичко општество и администрација. Значи, ние овој план се однесува за 2027 година, законска обврска е до август да го барање мислењето од овие три институции, така да прво барање до локална самоуправа, немаме предвидени пензионирање, нови вработувања, значи ова план за вработување е чиста формалност, да не речем, само колку да се испочитува законската обврска што му е наложена на училиштето Пере Тошев. Мислам, не се однесува само за Пере Тошев, за сите јавни институции. Така да, во моментот немаме никакви предвидени нови вработувања, пензионирања, заминување од работа. Значи ова чисто само колку да се отчетиме кон. Ви благодарам. Дали друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, втора точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Кој е за? Може сме 7 за, воздржани 7 за, 8 за, Оливер Ставник за. и Не гласаш? Гласаш ли? Дали отисум таму во училиште, дали Нема гласувачи. 8 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека точката е усвоена. Трета точка. Предлог одлука за изменување на дополнување на одлука за основање на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепака Вадарци. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Четврта точка. Предлог програма за дополна
на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росума за 2026 година. 4.1. Иницијатива за изработка на урбанистички проект ФОН опфат на урбанистички план за формирање на ГП1 со намена Б15 ресторани на КП број 502/1 КО Крушевица. Општина Росума архивски број 12584/1 од 17.7.2025 година, поднесена од страна на Гоце Јовановски од Росума. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката 4.1 ја ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. 4.2. Иницијатива за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Г2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и помалку загадувачки постројки за производство на енергија, производство на машини за земјоделство и шумарство на КП број 2391 КО Росуман, општина Росуман, архивски број 12585/1 од 21.7.2025 година, поднесено од страна на Николов Дејан од Росума. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја става на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. 5 точка. Предлог одлука за формирање на општински совет за превенција на детско представништво на општина Росума. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 5 точка од дневниот ред ја става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. 6 точка. Предлог одлука за примање донација специјално возило од општина Кавадарци. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? За ФАП. Доколку никој не бара збор, доколку никој не бара збор, точка ја става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Предлог одлука за сопствено учество на општина Росман со финансирање заради обезбедување одржливост на регионален советувалиштен центар, женски центар Кавадарци. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. 8 точка. Предлог одлука за именување на членови во управен одбор на ЈПКД Росуман од Росуман. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. 9 точка, предлог заклучок. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, да имаме во материјалите. За повторен јавен повик. Со оглед на тоа дека пријавените кандидати не ги исполнуваат законските услови, треба да се распише повторен јавен повик. Фактички треба Ако нема следна фаза е назначување на останали началници. Ама панано во повици се дека нема. Де се најде? Доколку никој не бара збор, точката ја става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. 10 точка. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на надзорниот одбор на контрола на материјално-финансиско работење на ЈПКД Росума од Росума. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 10 точка од дневниот ред ја става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. 11 точка. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на избор на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД Росума од Росума. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја става на усвојување. Кој е за?
Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Извешće од Комисија за образование, култура, спорт и обележување на празници и манифестации од седницата одржана на 23.4.2026 година. Предлог програма за обележување на манифестација Духовен фест Прасковер 2026 година. Како председател на оваа комисија одржавме седница на 23.4.2026 година. На седницата присуствуваа јас како председател на Комисија за образование, култура, спорт и обележување на празници и манифестации. Членовите на комисијата Јовица Сточич, Јовица Стојановиќ, Владко Трајков и Оливер Петров и градоначалникот на општина Росман Ѓорѓе Крстевски. Седницата се одржа во просториите на општина Росман со почеток од 15 часот и 28 минути. На оваа седница беше разгледана следната точка на дневниот ред: разгледување на предлог програма за обележување на манифестацијата Духовен фест Праскобер 2026. Организирање на 3-дневен настан во деновите 29.5.2026 година петок, 30.5.2026 година сабота и 31.5.2026 година недела. Локацијата на одржување на манифестацијата е на улица Пролетерска во Росман. Средства за покривање на трошоци на манифестацијата предвидени од буџетот на општина Росман за 2026 година се 700.000 денари. Обврска за делегирање на надлежноста истата да биде спроведена од страна на градоначалникот на начин и постапка со објава на јавен повик конкурс за делегирање надлежност на организирање и реализирање на настанот. Предлог содржина на програмата. Прв ден, на ден 29.5.2026 година, пречек на гости од збратимените општини и забавна програма. Втор ден, на ден 35.2026 година сабота, турнир во мал фудбал, екипи од збратимените општини и местни заедници, свечено отварање на манифестација, културно-уметничка програма, обраќање на градоначалникот и председател на совет на општина Росман, забавна програма. Трет ден, на ден 31.5.2026 година, недела, Панаѓут. Предвидување на трошоци за интервентни служби, физичко обезбедување на настан и обезбедување на тоалетни кабини. Комисијата предлага Советот да го разгледа извештајот и предлог програмата за обележување на манифестацијата Духовен фест Праскобер 2026 година да ја усвои во целост. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку повели колега. Штумено председателе, тука убаво ви да се однасите дело. Само ме интересира дали до сега ставите во контакт со збратимените општини, што викате дека збратимените општини ќе присуствуваат на овој настан и дали имате контакт дека овие збратимени општини ќе бидат на гостувањето во Росман? Официјална покана му е пуштено, се чека да вратат фидбек, нивна повратна информација да вратат. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, 12 точка од дневниот ред е става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. 13 точка. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителските објекти во општина Росман. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 13 точка е става на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, предлог нема. Го повикувам председателот да го прочита извештајот од Комисијата за финансии и буџет од одржана на седница на ден 16.4.2026 година. Повели колега Оливер. Штовани градоначалник, штовани колеги советници, медиуми, врз основа на член 44 од статутот на општина Росман, на член 123 од деловникот на совет на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06, Комисијата за финансии и буџет одржаната седница на ден 16.4.2026 година до Совет на општина Росман го доставува следниот извештај. На седницата присуствуваа председателот на Комисијата за финансии и буџет Оливер Петров и членовите на комисијата Јовица Стовчич, Јовица Стојановиќ и Весна Јаневска.
представникот одделението за финансии и буџет Бранка Филипова и градоначалникот на општина Росима Ѓорѓе Крстевски. Седницата се одржа во просторите на општина Росима со почеток во 18 часот и 10 минути. На одржаната седница беа разгледани барања за финансиска помош поднесени од физички и правни лица. Барање со број 09-348/1 од 1.4.2026 година. По разгледувањето на ова барање, комисијата предлага до Советот да донесе одлука за одобрување на средства во висина од 8.000 денари. Точка 1.2. Барање со број 03-237/1 од 10.3.2026 година. Исто така, по разгледување на ова барање и врз основа на доставената документација, комисијата даде предлог за одобрување на средства во висина од 8.000 денари. Барање со број 03-350/1 1.4.2026 година. За ова барање комисијата донесе одлука, предлог до Совет донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 10.000 денари. Точка 1.4. Барање број 03-358/1 од 3.4.26 година. По разгледување на ова барање и врз основа на доставена документација, комисијата дава предлог до Совет на општина Росима за одобрување на финансиски средства во висина од 15.000 денари. Точка 1.5. Барање 03-367/1 од 6.4.26 година, поднесено од страна на Кут Росуман, од Росуман. По однос на ова барање беше отворена дискусија, каде што членовите на комисијата беа запознати од службите во одделението за финансии за претходни донесени одлуки, а не завршена исплата спрема Културно-уметничко друштво Росуман и врз основа на тие информации добиени на седницата, комисијата зазде став да градоначалникот ги сервисира претходните обврски, а ова барање од 400.000 денари што беше доставено да не биде, мислам, тука пишува дека е одобрено, меѓутоа таму на комисијата донесовме став да се сервисираат претходните обврски, а ова барање да малку почека со ефектуирање. Барање 08675/1 од 1.9. поднесено од страна на Миријана Милошева од Кавадарци. Комисијата предлага до Советот да земе во обзир дека во буџетот на општината нема средства за намената за која е поднесено барањето, односно истото да се одбие. Комисијата беше запознаета и со две поднесени барања, чии што подносители во време пред да дојдат на ред за разгледување и се починати лицата и немаат потребна документација за овие барања да бидат ставени на точка на дневен ред. Комисијата предлага Советот да ги разгледа доставениот извештај и да ги прифати предложите дадени од страна на комисијата. Благодарам. Дали друг бара збор? Барањето ги нема Марија Милошева, што бара така да се стави. Пауза? Ајде пауза од 10 минути. 14 точка разгледување на барања од физички и правни лица. Барањето 09-348/1 доставено на 1.4.2026 година. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема. Против нема. Констатирам дека барањето е усвоено. Ајде пауза. 14 точка разгледување на барања од физички и правни лица. Барањето 09-348/1 доставено на 1.4.2026 година во износ од 8.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, го ставам на усвојување барањето. Кој е за? Едногласно, 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03-237/1 доставено на 10.3.2026 во износ од 8.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставам на усвојување. Кој е за?
Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03-350/1, доставено на 1.4.2026 година во износ од 10.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставаме на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03-358/1, доставено на 3.4.2026 година во износ од 15.000 денари. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Доколку никој не бара збор, барањето го ставаме на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барањето 08-675/1, доставено на 1.9.2025 година. Комисијата предлага да се одбие барањето. Кој е за ваквиот предлог на комисијата? Да. Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Барање 03-367/1, доставено на 6.4.2026 година. Дали некој бара збор во однос на ова барање? Кој барање? Твојто. Доколку никој не бара збор, го ставам на усвојување. Кој е за? 2 за, воздржани 7 воздржани. Констатирам дека барањето не е усвоено. Со ова го исцрпивме дневниот ред. Ви благодарам на присутноста.